Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација започуваме со интервју кое што колешката Катерина Давчева го сними со доктор Милијана Кацарска. Зборуваат за пост-ковид травматските случувања, кои се оние последици со кои што се соочуваат на психичка основа пациентите кои што го прележале COVID-19. Предлагам да го погледнеме интервјуто. Почитувани гледачи, во оваа наша емисија ќе разговараме за последиците од COVID-19, но овој пат од еден друг агол, односно пост-COVID-19 во смисла на тоа што го предизвикува во нашето однесување, во поведението на оние кои што ја поминале оваа болест, меѓутоа и оние кои што се засегнати од сите овие случаи кои што се случуваат во време на пандемија. Специјалист доктор Милијана Кацарска, психијатар, е нашиот соговорник. Доктор Кацарска, добре дојдовте во нашата емисија. Еве, Македонија и светот малку подолго, но Македонија веќе една година живее со пандемијата од COVID-19. Ние зборувавме претходно за она што се случува, за стравот со кој што се соочуваат болните од COVID-19 како една психолошка состојба, но овој пат на почеток да го свртиме аголот пост COVID-19. Дали чувствувате, дали се јавуваат пациенти со нарушено психичко однесување, иако успеале да се изборат со оваа болест? Значи, тие се едните тип на луѓе и што е со оние луѓе кои што загубиле некои блиски? Токму така, како што кажавте, еве, баш во една светска анализа стои терминот веќе година дена како короната го покори светот. Практично и ние се наоѓаме тука и се испостави дека ударот на короната врз менталното здравје ќе е многу поголем во однос на она што е физичкото здравје, како што и кажавте. Веќе еве ние се среќаваме трет пат, изборуваме на една иста тема. За жал, сметавме дека ќе има некој акутен тек, субакутен тек од неколку месеци, меѓутоа ситуацијата некако не е излезена од контрола. И покрај сите проекции, сепак не знаеме што се случува и до каде ќе оди. И сега, на почетокот се појави стравот од самата болест. Ситуациите кои што ги доживуваат луѓето од рестриктивните мерки кои што речиси пред една година ни ги наметна, што мораше да ги почитуваме. Семејните односи во такви услови, економските последици. И сега на сето тоа, после една година повторно зборуваме за тоа. Меѓутоа, денеска, како што кажавте, зборуваме од аспект на веќе прележани пациенти кои што ја поминале кризата и последиците кои што ги оставила ситуацијата, самата инфекција. Вака сега може да зборуваме од два аспекти. Едниот аспект е акутната фаза во која што се наоѓаат лицата заболени од ковид. Значи, во таа акутна фаза самиот организам се бори со инфекцијата како и со сите други инфекции. Овде од ментален аспект може да се рече дека настануваат најстрашните типови, например делирантните состојби кои што ние ги третираме, тоест колегите во ковид центрите. Во акутната фаза е многу рано да се зборува за депресивни или анксиозни состојби. И веќе во наредната фаза, во фазата во која што субакутна, односно веќе во фазата на оздравување, настанува една така наречена ментална магла. Тоа значи дека пациентите и не оние пациенти кои што биле на кислородна подршка само, значи и пациентите кои што биле онака без симптоми, асимптоматски, кои што ја поминали ситуацијата, се појавува една нарушена перспектива, значи што ќе се случи понатаму, една депресивност, една збунетост од аспект што поминавме, што можеше да се случи и што може да се случи на некој од нашите блиски. Значи, воглавно сите сме во еден
грч во секојдневието, во нашето движење, во слободата на изразување, во слободата на движење. Практично, пореметена перспектива, збунетост, депресивност и една нова кованица, ковид несоница од сето тоа што веќе е проживеано. Докторка, не ли е тоа малку чудно? Дали за прв пат се случува вака кога човекот ќе помине низ некоја болест да му се јават вакви состојби? Наместо, ајде да речеме, олеснување од тоа што успеал, пребродил, успеал да ја победи болеста, нели, наместо да се чувствува задоволен и среќен, се јавува спротивно нешто. Дали можеби тоа е последица на самиот вирус и на некои пореметување на хемиските процеси кои што се случуваат во организмот, или е зборува за карактер, за нели нешто што си влече од друга страна, нели, низ целиот развој човечки? Значи, овде имаме пред се нарушување на хипооксијата на мозокот, значи дотокот на крвта на мозокот е намалена. И во тие ситуации пациентите кои што се за жал во тие најтешките, во терминалните, имаат и некои ирационални начини на однесување. Од една страна, има многу истражувања и студии кои што не се завршени и не можеме да го дадеме точниот одговор што всушност се случува. А од друга страна, може да биде, да дојде до израз она преморбидна состојба на личноста. Обично кај оние што се посензитивни, поосетливи, после излегувањето од кризата на ковид заболувањето, пост-ковид пациентите, значи доаѓа до јако експлицитно изразеност на таа сензитивност, тоест хиперсензитивност. Така, што да направат пациентите? Еве, што е најдобро, што да преземат, затоа што нели лекувањето со ковид завршило и со тие болести кои што ги предизвикал ковидот, најчесто нели станува збор за пнеумонии, пореметување на коагулацијата на крвта, но претпоставувам дека овој процес на залечување на психата и на психичкото здравје треба да трае уште во некој континуитет. Точно така, чекор број 1 значи е одморот, како ментален, така и физички. Значи, луѓето полека да се вратат колку што може во првобитната состојба пред да настапи инфекцијата, пред да почне да се борат. Значи, прво и основно е тоа, откажување на сите, како што кажав, ментални и физички напори и доколку имаат било каков тип од стручна помош, во секој случај ние сме отворени за помош и соработка. Така, значи може да има потреба и од медикаментозна терапија. Апсолутно, да. Овој трет бран кој што условно го нарекуваме, по својата јачина, освен што е поброен по број на пациенти, полека се скачуваме и до 1400-500 дневно, она што е симптоматично е што сега почнаа веќе и деца. Дали родители доаѓаат, пристапуваат со страв, дали и кај децата може да се јават овие последици по психичкото здравје доколку го поминат ковидот, или се уште е рано да се даде некаква оценка? Значи, можат, да. Во светски рамки адолесенцијата, раното детство баш не толку многу, меѓутоа адолесцентната група е таа највулнерабилната, затоа што овде настанува една хормонална бура, едни измешано чувства во однос на спознаеното, тоа е смисловното, во однос на емоциите, каде припаѓам, одвојување од семејството. При тоа, значи, децата им е нарушено тотално секојдневието, значи они не одат на училиште, не можат да одат на роден ден, не можат да ги прослават матурските, не можат да воспостават односи со симпатиите, значи апсолутно, за жал, и бројот на самоубиствата во светски рамки кај адолесценцијата во овој период е многу зголемена. Веројатно станува збор ради рестриктивните мерки и ради целата оваа ситуација. Значи, очекувањата и кај детска возраст нарушувањата и кај детска возраст се особено изразени.
Така, докторка, еве во очекување на вакцините, нели, почеток на имунизација на населението тука во Македонија, веќе соседните земји Европа тоа го прави. Очекувате ли какви се проекциите еве на лекарската фела, доколку ги има, кога би се стабилизирало или би се ставило под контрола ширењето на овој вирус, кој што предизвика не само здравствена криза, предизвика и економска криза, која што може би уште и подолго ќе се лекува од здравието и здравствената криза. Вака се во однос на вакцините, не би сакала ништо да сугерирам, сакам да кажем дека јас сум вакцинирана. И сметам, еве вака, значи вакцината е еден револуционерен пронајдок, значи 100 години наназад, кој што го продолжил човечкиот животен век. На времето било до 45 години, од кога е пронајдена вакцината, животниот век се покачува. Така да, во однос на сето тоа, секој треба да тргне од себе. Имаме просечни размислувања, нормално просечни заклучоци, не можеме да наметнеме. Во секој случај луѓето прво имаше страф од болеста, потоа имаше надеж за вакцината, и сега веќе сме скептични, имаме многу ситуации, која вакцина, дали да се вакцинираме и така натаму. Вакцината можеби нема да реши се, меѓутоа ќе реши еден многу голем дел од овој проблем, како што кажавте, како здравствен, од ментален аспект, така и од економски. За жал, голем дел од општествената јавна свест не е на толку високо ниво во однос на истрошеност на здравствениот систем и на сите економски ресурси. Значи, колку повеќе и колку помасовно го сватиме тоа, дека треба да се вакцинираме, ја тоа го сметам како единствен спас од ситуацијата во која што се наоѓаме. Практично ние се наоѓаме во една биолошка војна, која би било оружјето. Не треба многу да читаме, и ние како лекари не сме толку запознаени, ги знаеме вакцините, се вакцинираме со вакцината која што е достапна во моментот. Едноставно луѓето не треба да навлегуваат стручно, него треба да се вакцинираат доколку сметаат дека треба. Сметам дека свеста ќе биде на задоволително ниво и ќе пристапат. Еве, се очекува во секој момент вакцината да пристигне и да со тек на време, можеби се надевам веќе од септември ќе можеме да дишиме малце послободно. Така, и да ги тргнеме маските. Се надевам да ги видиме насмевките. Така, докторка, јас ви благодарам за овој разговор, за времето кое што го одвоивте, да ги, еве, нашите гледачи да слушнат нешто повеќе и за овие пост-ковид состојби кои што се случуваат во менталното здравје. Ви благодарам и на вас. Ова беше интервјуто со докторка Царска. Во продолжение прилогот на колешката Ивана Вангелова. Каква е состојбата со вакцини во Струмица? Има ли доволно? Дали има интерес? И дали има некакви нуспојави за сега од како е започната масовната вакцинација со AstraZeneca на пациенти над 75 години? Вкупно 376 лица над 70 годишна возраст се вакцинирани до вчера во Струмица со вакцината AstraZeneca. Јавната здравна установа Здравствен дом вакцинацијата против COVID-19 ја започна 31 март годинава и вакцинирањето досега се одвива непречено, вели директорката на Здравствен дом Љубица Митева. До сега во 3 наврати ни се доставени вакцини од Министерството за здравство, и тоа на 30.3.2021 600 дози, на 11.4.2021 100 дози и вчера на 19.4.2021 уште 100 дози. Од вкупно 709 закажани пациенти до денес, вакцинирани се 560 возрастни лица, меѓу кои и 5 пациенти во домашни услови поради неподвижност. Вакцинацијата се одвива непречено, со спазување на сите основни препораки за заштита, со задолжително носење на маска, одржување дистанца, дезинфекција на раце и мерење температура.
Истата се одвива во просториите на службата за спортска медицина при ИАЗУ здравствен дом Струмица. Термините за вакцинација се закажуваат од страна на нивните матични лекари. Секако и покрај вакцинирањето остануваат да важат основните препораки за заштита, носење маска и одржување физичка дистанца. Директорката на здравствен дом вели дека има заинтересираност од страна на граѓаните за вакцинација. Во Струмица вчера имаше регистрирано 33 нови позитивни случаи на COVID-19, а оздравени 48. Во моментот Струмица брои 553 активни случаи. Каква е состојбата во Струмичката болница? Кои се оние новитети со кои што информираат од управата на Општа болница Струмица од интервјуто на колешката Сузана Мицева? Се наоѓаме во кругот на Општа болница Струмица, каде што разговараме со директорката на болницата, доктор Катерина Кузмановска. Докторке, каква е состојбата со ковид пациентите во Струмичката Општа болница? Дали имаме зголемување на бројот на лица за кои што е потребно болничко сместување? Јас само сакам да кажам дека во однос на, да земеме минатата недела, бројот на пациентите се намалува. Значи, ако минатата недела имавме некаде околу 130 пациенти, сега бројот на пациентите ни е вкупно, значи лежечки со оние кои доаѓаат на дневна болница 100 пациенти. 40 пациенти се на хоспитално лекување, значи во болница, сместени во адаптираниот се уште ковид центар и во модуларната болница. Јас спомнав во изјавата, во модуларната болница почна да функционира дежурна екипа за хоспитализација на пациенти. И истовремено таму се и пациентите кои што доаѓаат на дневна болница 2 пати до 3 пати во текот на денот за примање на инфузиона терапија и за следење на состојбата. Сите оние кои што имаме влошување на состојбата и потреба од хоспитализација или кислородна поддршка, веднаш се хоспитализираат. Значи имаме празни слободни места во моментот во модуларната болница, а готово е и при крај ни е завршена и делумно реновирањето на инфективно оделение, каде што имаме централен кислород, како што спомна во претходните изјави. Се е готово, само чекаме да стигне резервоарот со течен кислород, истиот да биде приклучен за неколку дена, да можеме пациентите кои што ни се во адаптираниот ковид центар да ги сместиме во подобри услови на инфективното оделение на втори спрат. По завршувањето на овие активности на инфективното одделение, со колкав капацитет за сместување на лица од COVID-19 ќе располага Општата болница? Значи, во модуларната болница имаме 37 болнички легла, во инфективното одделение 25, значи натечен кислород, и во адаптираниот ковид центар имаме 27 болнички легла, што значи дека ќе имаме доволен број. Меѓутоа, со тенденцата за намалување на бројот на пациентите во овие денови, јас се надевам дека во наредните 2 недели пикот ќе се намалува, се разбира, мерките вродија со плод. Јас повторно ќе апелирам до граѓаните, значи да ги контактираат своите матични пациенти секој дневно, за да може да се следи состојбата, затоа што бројот на персоналот кој што ние го имаме кај нас, значи тоа се 3 инфектолози, и вклучените специјализанти прават се од себе, меѓутоа мора да бидеме максимално ангажирани сите за следење за состојбата на пациентите, кое што се менува за многу кратко време, верувајте, за 2, 3, 4 часа. И затоа апелирам, значи, континуирано следење во матичните амбуланти. Ние тоа го правиме следење на пациентите кои што ни се веќе тука во дневна болница, за да реагираме на време и во однос на хоспитализација и кислородна поддршка, и во однос на транспорт за Скопје, значи постојано сме во контакт со сите клиники и транспортираме секој дневно, сме имале денови и по 6 ризични пациенти. Дали во моментов има позитивни на COVID-19 помеѓу медицинскиот персонал, лекари, медицински сестри или болничари? Да, значи имаме во моментот позитивни медицински сестри и болничари. Во моментот мислам дека се околу 14, меѓутоа со бројот на персоналот кој што го имаме, ние ги прераспределивме, успеваме да менаџираме. Имаме 6 нови медицински сестри во моментот кои што се вклучија млади до прва примена и се вклучија активно на вистина
во работата веднаш во ковид центарот. Правиме прераспределба помеѓу на медицинскиот персонал помеѓу сите оделенија, значи сите се вклучени во работата. Јас сакам да искористам приликата да се заблагодарам на целиот персонал во Општа болница Струмица, особено оние кои што работат во инфективното оделение и во ковид центрите. Напорно е, работат, верувајте, по 24 часа во скафандери со заштитна опрема и даваат се од себе да можат да одговорат. Специјализантите се исто така вклучени. Сега имаме прва и втора смена лекари кои што ги пратат пациентите и во ковид центарот, прва, втора смена и на инфективното. И имаме прва смена и дежурен лекар и во модуларната болница за континуирано следење, затоа што реков, клиничката слика се менува и потребно е еден континуитет во следењето на пациентите. И можам да кажам дека во последните 2-3 недели клиничката слика е многу потешка за разлика, најверојатно се работи за новиот тип на британски вирус и клиничката слика се менува многу побрзо и многу потешка за разлика од порано. Колкава е просечната возраст на хоспитализираните пациенти? Дали имаме и помлади лица кои што имаат тешка клиничка слика? Да, значи можам да кажам дека последниот месец не бира возраст. Засегнати се и доста млади пациенти, значи најмладиот пациент кој што сме го транспортирале за Скопје имаше 24 години. Има доста пациенти помлади, меѓутоа ние онаму каде што навистина има потреба од поддршка на евентуално инвазивна респираторна поддршка и онаму каде што треба да се интервенира во терцијарна здравствена заштита, веднаш сме во контакт и ги транспортираме пациентите. Меѓутоа, кај некои пациенти клиничката слика многу брзо се менува и за жал имаме и завршуваат со смртен исход. Јас сме навистина сочувство до фамилиите, меѓутоа се соочуваме со нешто кое што се уште немаме доволно докази. После 2-3 години можеби и имаме студии направени и пак ќе кажам, значи ако продолжиме да внимаваме, значи да одржуваме хигиена на рацете, да носиме маски, да држиме дистанца и се разбира, ќе потенцирам да се имунизираме, јас мислам дека ќе се избориме со ова зло. Доктор Кузмановска, ви благодарам за разговорот. Ова беше и последната содржина во ова издание на емисијата Тавор Денација. Останете и понатаму со Канал Вис. Од мене до гледање.